новата лудост на власта на Никола Груевски нема да успее. Граѓаните нема да дозволат градскиот трговски центар, Македонската опера и балет и Универзитетската библиотека да ги сменат фасадите во барокни. Пред да има можност да се реализира ова безумие, ќе дојде до смена на власта на фер и демократски избори. Веднаш по смената на власта, новата демократска власт ќе ги стопира овие криминални проекти. Затоа ги повикуваме сите домашни и странски градежни компании да не се јавуваат на повикот кој што евентуално би го распишала криминалната влада на Никола Груевски. Веднаш по смената на власта, парите наменети за нови барокни фасади ќе бидат пренаменети за гасификација на Скопје, но и други приоритетни проекти за граѓаните. Во оваа прилика би сакал да ги повикам и функционерите, честните и одговорни членови и поддржувачи на ДПМН да ја откажат својата послушност на Никола Груевски во спроведувањето на лудилото со Скопје 2014. Граѓаните на Скопје, но и на цела Македонија, апсолутно се спротивставуваат на трошење на пари за раскош и луксус. Заедно можеме да му ставиме крај на ова лудило. Крајот се ближи и готово е. Благодарам, ако имате прашање, повелете. Повелете. Нашата стратегија е јасна, јавна и одамна позната. Бараме исполнување на клучните услови за фер и демократски избори. Прочистување на избирачкиот список, реформа на медиумите и нормално Уставниот суд конечно да се охрабри, одважи, одлучи да ја стави на дневен ред иницијативата за оцена на уставноста на специјалното јавно обвинителство. 40.000 спорни гласачи ВМРО ДПМН сака да ги стави на трет список, како и да речам, вие сакате да ги избришате. Каде ќе се усогласите околу тие? Тие граѓани не се бришат, туку напротив, тоа се наводни имиња кои што немаат право да бидат на избирачкиот список. Ако се сеќавате, Никола Груевски кажуваше ќе прифатил се што ние ќе сме предложеле за избирачкиот список. Еве го повторно лаже. Нашиот предлог го кажавте, тој кажува нешто друго. Во среда ќе видиме како ќе се постават неговите представници во Државната изборна комисија, па тогаш ќе коментирам.